повикам пастор Саша да дојде и да сподели тоа што го има Божиот збор за нас. Ќе биде таму. Зашто сам да мислиш? Па не, ама... Има таму на краю. Да давам сигнал или што? Ќе те види. Добар ден, се слушаме како? Сега ќе те пушта. Да. Добро, драго ми е што денеска можам тука да видам со вас. И да зборуваме за една тема на духовна обнова, како што гледате. Оваа тема пред се... Нешто да... Сега добро? Да. Не слушате. Добро. Значи, пред се однесува на духовна обнова како заедница, како црква. Секако, секој индивидуалец кога е обновен и пробуден, дава придонес за целината, за телото. Но во секој случај, ако читаме Библија, тие настани претежно имаат колективна димензија, не само за индивидуалци, туку за заедницата, за телото. И денеска ќе зборуваме за една многу впечатлива обнова во Стариот Завет, која е опишана во книгите Езра и Неемија. Значи, во тие книги се зборува за една од најзначајните обнови на Старозаветниот Израел. И ќе извлечеме неколку принципи од таа обнова во Стариот Завет, дури 15 принципи. Се надевам дека ќе имате трпение. Ако немате трпение, ќе ми сигнализирате доста више. Живко ќе ми сигнализира. Живко се секира за вас, да не ви е многу обтоварување. Ќе се трудам да не бидам долго. Добро, значи може да... Како ќе комуницираме за промена на ова? Вака. Да. Може следниот. Да. Прво да се подсетиме на историскиот контекст за што правиме муавет кога зборуваме за обновата во книгите на Езра и Неемија. Значи, суштината на старозаветниот систем на верување се сведува на две теми, тоа е благослов и проклетство. И најпросто кажано, благословот е поврзан со послушноста кон Господа, а проклетството е поврзано со непослушноста кон Господа. Кога ќе бидете послушни, се ќе ви оди како што треба, кога ќе бидете непослушни, се ќе оди како што не треба. Тоа е најупростено кажано суштината на Тора законот, особено на книгата Повторени закони. И книгите Прва, Втора Самуилова, Прва, Втора Царства, Прва, Втора Летописи се практичен пример на тоа што значи послушност која води во благослов и што значи непослушност која води во проклетство. Во книгата Прва и Втора Самуилова и потоа и низ царства гледаме феномен на досегнување на врв на израелската слава, и тоа се случува во време на царот Давид и на неговиот син Соломон. Тоа е време во кое не само царот, туку целиот Израел му е угоден на Бога. Секако тоа не значи дека се совршени, но генерално му се угодни на Бога и тоа дава општ благослов. Околните народи се поразени, територијата на царството е најголема, има општ економски благослов од сите страни. Непријателите ги поразуваат лесно и околните народи им служат и во времето на Соломон се гради храмот Божи во Ерусалим, што е
светско чудо архитектонско на тоа време, доаѓале луѓе од разни краеви на светот да ја видат славата на Ерусалим, славата на царскиот дворец на Соломон и на храмот во Ерусалим. Доаѓале да ја видат, да го видат богатството, затоа што имало скапоцени камења, злато во изобилие, среброто ни вели дека во тоа време не се ни сметаше како вредност, од што толку многу го имаше. И кога заврши царувањето на Соломон, тука уште за време на животот на Соломон ние гледаме полека како таа слава почнува да го напушта Израелот. Уште со неговото опуштање во животот, со земање на 300 жени и 700 наложници и во целиот тој раскоши слава, на некој начин имаме најава дека нешто ќе тргне на надол. И веќе во следната генерација царството се дели на два дела. На северно царство Израел и на јужно царство Јудеја. Веќе е поделено царството, кое треба да биде единствено, на два дела, и горното, северното царство, кое се смета како некој вид на расколничко царство, прво почнува да тоне и да запаѓа во идолопоклонство. И доаѓа после одреден период казна. Има првата огромна империја на таа територија е Асирското царство и северниот Израел потпаѓа под Асирско царство. Јудеја се уште се држи добро. Има понекогаш по некој цар ќе западне во идолопоклонство, па народот запаѓа заедно со него, па пак се обновуваат, па пак запаѓаат, пак се обновуваат и полека и тие почнуваат да тонат до времето кога во светот се подигнува една голема империја, тоа е Вавилонското царство. И овде на оваа карта десно, на ваше лево, уствари, ја гледате картата на Вавилон од тоа време, некаде 6 век пред Христа. И тоа е огромна империја за тоа време. За да споредите колку е голема, гледате оваа портокалова точкичка, само тоа е Јудеја. Кога ние читаме во Библијата Јудеја, Ерусалим, мислиме за голема слава и царство. А всушност кога ќе споредите со Вавилон, колку е тоа мало царство Јудеја, гледаме всушност колкава моќе е империјата на Вавилон. И Вавилон во времето на Навуходоносор доаѓа, ја освојува Јудеја, го уништува Ерусалим, го уништува и храмот Божи во Ерусалим. И тоа е катастрофа. Најголемата неволја за израелскиот народ, за јудејскиот народ во тоа време, уништен е храмот. И не само што е уништен храмот, уништен е Ерусалим. Уништена е земјата и народот е земен и раселен ширум империјата. На разни места во империјата јудејскиот народ е раселен. Вавилон имаше концепт на политичко управување да ги асимилира народите. Значи тоа беше филозофијата на управување на Вавилон, да ги освои народите и да ги претопи. Тоа е идеологија на губење на личен идентитет. И тоа беше причината зашто ги раселуваа луѓето ширум царството, да ја заборават сопствената култура, да го заборават сопствениот јазик, да ја заборават сопствената религија. И да полека се претопат во една огромна империја со идеја на еден општ народ, на една заедничка култура и вера и конечно и на еден јазик, халдејски во Вавилон беше јазикот. Тоа беше филозофијата на управувањето на Вавилон и многу критична за Израел. Израел не губи идентитет, губи јазик, губи култура и над се губи вера. И тоа е многу критично за израелскиот народ. Затоа гледате толку страдање, толку емоции за време на Вавилонското робство, кој траеше околу 70 години. Затоа што тоа е општа катастрофа за тој народ. Во опасност да го изгуби сопствениот идентитет. Северното царство, голем дел од тие луѓе го изгубија сопствениот идентитет во време на Асирското царство предходно.
тие го изгубија и така настанаа самарјаните, како некоја мешавина помеѓу израелците со мешавина на други влијанија од другите народи. И затоа јудејците имаат презир кон самарјаните затоа што овие се претопиле, ја изгубиле верата, го изгубиле јазикот, ја изгубиле културата. И сега Јудеја беше во иста опасност да се случи истото. Но на светската сцена се случува промена. Значи, во времето на Валтазар, нели, читаме во Стариот Завет, во Даниел, например, дека се возгордеа, нели, и дури на една прослава ги користеше златните садови од храмот во Ерусалим. И се весели, си слави нешто со свети посадки и Господ му пишува со прст на зидот на непознат јазик. Даниел му толкува: те измерив и те најдов лесен. Сега доаѓа друго царство и ќе те порази. И на тој начин доаѓа Персиското царство, ова е на десната страна од ваша десна страна. Видите колку е поголемо. Овие жолтата линија е Вавилон, а Персија е многу поголема. Од Индија до Македонија. Значи, огромно Персиско царство го освојува Вавилон и имаме промена на политичката сцена. Уште поголема империја, уште помоćна империја. Но, како поволно за Јудеја, тие имаа различна филозофија на политички систем. Според нив, народите треба да си ја негуваат сопствената култура, да си ја негуваат сопствениот јазик и религија. И може да се лојален дел на царството, негувајќи ја сопствената култура. Видите, овие два политички система се општ политички систем за целиот свет до ден денеска. Или имате вавилонски концепт на политички систем, или имате персиски. Во оваа смисла. Во смисла на претопување како некаква идеја на глобално асимилирање на сите, или како политичка опција на задржување на локални идентитети, на локална вера, на локален јазик, на локална култура. За јудејците секако подобра варијанта е Персија. Затоа што им овозможува да си го задржат јазикот, да си ја задржат културата и над се да си ја задржат верата. Да може да му служат на својот Бог, Јахве, и да не мора да се претопат. На тој начин Кир, царот персиски, и Дари и Артаксеркс, сите се благонаклонети кон јудејскиот народ. Затоа јудејците имаат пофални зборови за нив. Во Исаија Кир се нарекува помазаник Божи. Затоа што е цар што ги ослободи од прангите на вавилонското робство и им даде слобода да се вратат во Јудеја, да ја обноват земјата, да го обноват градот Ерусалим, да го обноват храмот. И тоа е големата обнова. Иницирана од персиските цареви. Фактички со нивна дозвола да одат во својата земја, да си ја обноват земјата, да се вратат дома, да си го обноват храмот, да почнат повторно на Бога да му служат. И сега, тоа е голема и теолошка обнова. Оние што се занимаваат со теологија, веројатно сте слушнале за дефтерономистичка обнова, која настанува како резултат на рекапитулација на сите овие случувања. Што било, зошто сме во така критична состојба и како да се избавиме од оваа критична состојба. Преиспитување на целиот закон. Повторени закони е темелот на дефтерономистичката теологија. Преиспитување кај сгрешивме и како да се поправиме. И тоа е големата обнова во секоја смисла. Ќе покриеме, може да одиме полека, првата точка: надворешните околности и промени влијаат на духовната обнова. Бог ги наведува поволните надворешни околности за обнова. Видите, овој текст не учи дека оваа обнова не зависеше само од нив. Тоа е и политичка обнова. Се смени царот, не е веќе Вавилон на власт, сега е Персија. Овие цареви се благонаклонети и имаше можност за духовна обнова на Израел. На некој начин
со тие случувања кои не зависат секогаш од Божиот народ, на некој начин Бог им покажува дека конечната контрола над сите процеси ја има Бог. Тој управува со сите процеси, тој кажува кој, кога и како ќе прави. И тоа треба да го сватиме. И ние како духовно тело, како црква, која копнее по духовна обнова, треба исто да сватиме дека од нас многу нешта зависат, но не се зависи од нас. Многу работи зависат од надворешни околности кои не се во наша моќ. Политички промени, глобални промени влијаат на состојбата на црквата. Некои од вас што сте долго време во верата, можеби се сеќавате на 90-те години. Јас сум се обратил 94-та година. И тогаш после распадот на Југославија и независна Македонија 91-а, падот на комунизмот, на некој начин беше отворено поле. Доаѓа плурализам, доаѓа демократија и одеднаш имате наплив на секакви идеи. Мисионери, не знам, Харе Кришна, ислам, христијанство во сите верзии, секакви групации. И народот на некој начин во некаква конфузија, без јасна ориентација кај ќе фаќа сега, откако системот пропадна, државата пропадна, изгубено е тлото под нозете, но на некој начин, колку и народот да беше конфузен, имаше една духовна глад. И 90-тите многу луѓе и млади луѓе, голем дел од црквите евангелско-протестантски во Македонија се настанати во 90-тите години како резултат на тоа духовна промена која влијае на општата клима на населението. Некако имаме чувство дека нештата малку како да се во духовна смисла се успиваат. На некој начин за овие 30 години обнова на Македонија фати пат на некоја религиозна утврденост, која што не нужно значи духовна обнова, ама религиозна утврденост која што не секогаш е поволна за реална духовна обнова, за автентична духовна обнова. Религијата некогаш изгледа дека добро оди духовната атмосфера, а всушност таа е главната блокада за духовната обнова. Но добра вест е што работите зависат од Бога и работите може да се сменат преку ноќ. Како што Вавилон падна преку ноќ, те измерив, те најдов дека си лесен, готово. Утре има друго царство. И на тој начин Бог може апсолутно преку ноќ да смени комплетна клима, комплетна атмосфера, да можеме да видиме во состојба да не можеме да се натрчаме за да постигнеме една нова атмосфера и нови предизвици и нови движења. И тоа се нешта што видите, светот многу брзо се менува, драматично се менува. Овие 4-5 години колку промени имаше и заради ковид, и заради војната во Украина, и заради војната во Израел сега. Сите тие нешта влијаат на општата атмосфера, на прашањата што луѓето почнуваат да ги поставуваат, на кризата што ги зафаќа луѓето, и буквално преку ноќ се може да се смени овде и се може да биде различно. Но црквата треба да биде секогаш спремна. Знаете, доаѓа Персија, поволни се околностите, но тоа не значи дека се ни е дадено на тање. Треба и да се одговори на тој нов предизвик. И тоа е предизвикот за црквата, да ги препознае движењата на околу себе, да го препознае текот, да речеме, на реката, и да скокне и да оди по течението на реката во течението на Светиот Дух, за да ја препознае обновата и да фати чекор со неа. Тоа е многу важно. Следна работа. Видите, историските околности беа сменети, но народот се одзва. Народот сега е приликата. Артаксеркс
и Кир, и Дарий, особено Артаксеркс, вери добро, ајде, одете дома. Одете, обновете Јудеја, обновете го Иерусалим, направете си го храмот, обновете ја свештеничката служба и комплетно богослужењето. Ви давам отворени раци. И сега прашањето е дали народот е спремен на такво нешто. Јудејците треба да се одважат да се вратат. Знаете, не е лесно да се вратиш во разрушена земја. После катастрофа, 70 години катастрофа, да се враќаш назад. Живееш во Вавилон или живееш во Суза, нели тоа е главниот град на Персија, Вавилон на претходната империја Вавилон, и живееш во Вавилон и сега треба да се враќаш во разрушениот Ерусалим. Од Вавилон, од сјајот на империјата, во злато, во раскош. И треба да се вратиш во некој си таму Ерусалим. Можете да замислите, например, не знам сега, некој од Сирија живеел во Алепо, славно место од минатото, но разрушено, катастрофа. А во меѓувреме избегал некаде во Лондон или во Нью Йорк Сити и започнал добар бизнис и живее добри услови. И одеднаш имате повик на национално будење, ајде да се враќаме дома. Кај веќе се враќаме? Се е срушено. Кај Нью Йорк да напуштам, да се враќам во Алепо или не знам, после војната во Украина, например, во Мариупол да се враќаме, во Бахмут. Се е срамнето со земја. Нема живот. А овде таман фативме, знаете, 70 години. Тоа е фатено живот. Има куќа, има бизнис. И сега повикот да се вратиме назад не е лесен повик. Треба идеолошки да си задоен добро и да се нафатиш на таков подвиг. Да кажеш, не ме интересира славата на Вавилон, не ме интересира славата на Суса, не ме интересира златото и мојата кариера, одам да го обновам мојот народ, мојот град Ерусалим и одам да го обновам храмот Божи. Затоа, кога ги читате книгите Езра и Неемија, тие се полни со имиња. Тоа се многу убави книги, јас ве предизвикувам да ги читате сами, многу длабоки, но луѓето не ги читаат затоа што има долги списоци на луѓе. Список долг. И почне да читаат што е ова, имиња, непознати имиња и бата. Не чита. А всушност тоа се имињата кај што се пишуваат кој се врати. Овој се врати. Израелците имаат педантно запишуваат кој како изреагирал во кое време. И многу е важно во критично време да се покажеш јунак. И ако се покажеш јунак, ќе ти го запишат името, дека си се покажал јунак, кога било најкритично. И затоа педантно се запишани имињата на овој и на нас ни се досадни да ги читаме. Ама тие знаат, а оваа фамилија 253 се врати, оние 516, овие 48, оние од онаа фамилија 29 дојдоа. И се е запишано. Новозаветните христијани тоа треба да го читаат, името ми е запишано во книгата на животот. Горе се пишува. Како во Библијата што ги читате тие досадни имиња, така на небото има книга кај што пишува, не знам, Живко. Кој е Живко? Овде ние го знаеме, ама некој да земе да чита. Кој е тој Живко? Или Фани, или не знам, Тања, Ико. И сега вие си читате, и Ико беше тогаш. И Игор беше тоа. И ние си знаеме, а некој од страна чита и сега овој имиња. Но важно е. Тоа ни покажува колку е важно во критично, најважно време да си таму кај што треба да си. Името ќе ти биде запишано. Бог не заборава. И тие имиња ни се символ и показател колку е важно да се биде таму кај што треба да се биде. Божиот народ е спремен да дава и жртвува. Исто така, сите беа спремни да даваат и да жртвуваат.
градот се обнова, почнаа да се враќаат луѓето и потоа почнаа да даваат, да се обнови Ерусалим, да се обнови храмот, да се обнови службата. Кога читате таму колку е тоа трагично. Левитите веќе одамна се занимаваат со други работи. Некој со сточарство, некој со занает. Нема свештеници. Храмот го нема свештеници. И сега ти треба да ги измотивираш тие луѓе да се вратат и да се вратат во служба. Народот веќе одамна не дава десетоци, веќе одамна се тоа е запустено. Сето треба од мртво да се подигне. Храмот да се обнови и пак службата да се обнови. По таа логика племињата даваа десеток, другите вели 12 племиња, а левитското племе беше со свештенички род. И Ароновото семе всушност беа првосвештениците и свештениците. И другите 12 племиња дава приноси и десетоци за храмската служба да се обнови, левитите да може да напуштат личен бизнис и да се вратат на богослужење и целата структура на храмот и храмското служење да се обнови. Тоа значи сите, целиот народ требаше да се врати и требаше да каже на нас сега Бог ни е приоритет. Се одвоивме од Бога, видовме колку е тешко, видовме колку скапо ја плативме таа цена и сега веќе нема да си дозволиме такво нешто. Ке се вратиме кај Бога, ке го отвориме Светото писмо и секако што треба ќе правиме. Што треба да се даде, ќе се даде. Што треба да се направи, ќе се направи. И повторно во тие списоци имаме и луѓе што дале, кој колку дал, каков принос дал. Се е запишано во книгата. И тоа треба да го имаме во обзир. Кој сум јас, како реагирам и што сум спремен да дадам и да жртвувам за обновата. Може следно? Да не се влегува во компромиси и да не се прават недолични сојузи. Знаете, кога работите ќе тргнат на добро, тогаш има непристојни понуди. Кога работите не одат баш како што треба, тогаш не сте интересни. Кога сме малцинство, никој не прашува многу нешто. Ама кога би почнале да раснеме, тогаш ќе се јават кандидати кои ќе сакаат да бидат дел од сето ова. Ќе има политички структури, ќе има религиозни структури, кои што ќе кажат може ли ние да бидеме присутни тука? На Божич, на Великден да не снима камера, да видат дека сме дел од сето ова. За да има после и гласови на следни избори, па религиозни понуди, може ли заедно. Другите народи почнаа, околните народи велат и ние сакаме да учествуваме во изградбата на храмот. Тој храм е ваш, ама и наш. Околните пагански народи. И Неемија и другите водачи на народот вели не. Ова за нас е непристојна понуда. Ова ќе биде наш храм, ова е наша обнова и ние не сакаме компромис со ништо од надвор и нечисто. И тоа е многу важно, кога обновата ќе се случи, да луѓето не се занесат многу, затоа што ќе доаѓаат и непристојни понуди во политичка и религиозна смисла. И многу е важно да и црквата и народот точно знае до каде е мерката. На пристојна коалиција, на пристојно соработување, на пристојен диалог. И што е непристојно како понуда. Тоа го имаме како пример во овие случувања. Тогаш тие точно знаеа каде е црвената линија и точно знаеа што не смеа да прават и одбија било каква помош. На секого му е добра помош. Ќе си кажеме, па добро, и они ќе дадат некој денар, па заедно ќе работиме, ќе ја завршиме работата поквалитетно и подобро. Ама не. Принцип е во прашање. Не е во прашање леснотија или добивка. Принцип на црвена линија, тоа е многу важно
и за христијаните да имаат точна представа до каде е црвената линија и кај, во која основа ние не можеме да одиме понатаму. Одиме на следниот чекор. Во обновата има сериозна духовна борба и опозиција. Кога тргна обновата на Ерусалим, тогаш сите околни народи се дигнаа. Самарјаните, Моавците, Амонците, Арабјаните. Почнаа да пишуваат писма во Суза, во империјата персиска и да кажуваат овие јудејци сакаа да прават независна држава, сакаа да си изградат свој храм, да си служат на својот Бог и да му свртат грб на царот и на империјата. Кодошења се обидуваа да ја спречат градбата, да ја спречат обновата на Ерусалим, обновата на храмот. Опозицијата се крева. Колку народот е по-сериозен во своите намери, Божиот народ, толку опозицијата станува посилна. И секоја духовна обнова треба да очекува удар од страна. Ништо не оди глатко во Царството Божјо и секоја вистинска духовна обнова наидува на сериозна опозиција. И секогаш кога нештата тргнуваат како што треба, особено кога стануваат значајни и видливи, како што храмот почна полека да се обновува и да расне, така опозицијата стануваше се по-сурова и се по-сериозна. Понатаму, потребна е храброст и мотивираност и спремност за борба. Но ги гледаме јудејците, не се уплаши. Од тие предизвици што беа пред нив, тие не се уплаши. Неемија вели, ова е наша работа, вие сте запнали да ја прекинете обновата на Ерусалим и обновата на храмот, ама тоа нема да може. Ова е Божјо дело и ова дело што е започнато ќе биде довршено. И вие не можете да не сопрете во тоа. Решително застанува дека тоа нешто ќе се заврши. И потребна е храброст во такво време, мотивираност да се заврши. Тие ја забрзаа работата уште повеќе. Прва, втора, трета смена. Нон-стоп работа. И овде на сликата гледате меч, копје, штит. Едни држат стража, други дзидаат. И овие што дзидаат сите се опашани со меч. Дзидаат и велат, дојдете ако смеете, да не сопрете. И тоа е многу, многу важен ментален склон. Да си решен, да ја завршиш работата и нема сила што ќе ме спречи. Таквиот, да кажеме, позитивен инает е навистина добра карактеристика и на израелскиот народ од Стариот Завет, а треба да биде и добра карактеристика на Црквата Христова од Новиот Завет. Решена, детерминирана, посветена, храбра. И ние имаме духовно оружје, нели, во Ефесијаните 6 глава, ќе се наоружаме со правда, со вистина, со молитва, со Словото Божјо како меч, со спасението, со Евангелието и нема сила што може да не спречи. Такви беа апостолите. Ни власт, ни ангели, ни сили. Кој ќе ме одвои од љубовта Христова, вели Павле? Нема сила. И таквата посветеност на христијаните е нужно потребна за вистинска духовна обнова. И треба да учиме од овие луѓе. Овие се плачковци, кој ќе му каже, не знам, татко му ќе каже, нема да си одел во таа црква, нозете ќе ти ги искршам. И толку му треба. Го фаќа паника, почнува да плаче, се повлекува. Овие луѓе не беа такви. На првата пречка не се предадоа. Напротив, се усилија во сите смени, постојано во рекордно, во чудесно рекордно време го изградија Ерусалим и храмот. Сите се чудо не видија кога бе ова никна цел град направија, цел храм обнови. Ама работа постојано и цело време на готов, спремни за борба. Понатаму има
Оди тоа или? Потребни се добри водачи како Неемија, Езра, Зоровавел, пророците Аге и Захарија и други. Овде имаме многу сериозна екипа на добри водачи. Ова се навистина луѓе кои што се достојни да бидат наш пример за восхит. Неемија, Езра. Неемија беше главниот водач што ја изгради Јудеја и Ерусалим. Езра беше главниот учител на законот што ги врати назад кон Словото. Зоровавел беше главниот водач на изградбата на новиот храм. Пророците Аге и Захарија ги мотивираа цело време и ја соопштуваа Божјата волја за обновата на храмот и на Ерусалим. И цела таа екипа помогна народот да се покрене, народот да не се уплаши, народот да не се предаде и да ја заврши работата како што треба. Секоја духовна обнова подразбира и добри квалитетни водачи од различен ков кои ќе може да ја покренат таа обнова и да тераат како што треба и тоа нешто да се заврши како добро завршена работа. Понатаму има јасни цели на обновата. Целите им беа да се обнови Јудеја, да се обнови Ерусалим, Ерусалимските зидови, да се обнови храмот во Ерусалим и да се обнови свештеничката, левитската служба, сите храмски активности, празници, саботи, секако што е пропишано според Мојсеевиот закон. Прецизна фокусираност, што сакаа да постигнат, каква им е целта, посветеност, предаденост, храброст, работа во 3 смени за да се постигне целта. И фокусираност, и јасна визија, јасна представа кои се целите е исто така многу важна карактеристика, која што можеме да ја исцрпиме од оваа мудрост во старозаветната обнова за која денеска зборуваме. Гледате каква е атмосферата на работа, на ангажираност на сите. И тоа е многу важно. Одиме понатаму. Враќање кон Словото Божие е темелот на секоја духовна обнова. Езра беше свештеник, кој што беше дури со царски благослов од Артаксеркс, персискиот цар, испратен да го обнови народот, да го врати на Словото Божие. И Езра се враќа со таква намера. Ако Неемија е градител, Езра е учител на законот, писмознанец. Никој не го знаеше подобро Словото и законот од Езра. Така вели во книгата Езра. Никој подобро од него не ги познаваше писмата. И со царски благослов му беше дозволено да се врати во Ерусалим и почна со обновата. Се читаше законот. Таму вели 6 сата читаа од законот. Сега ние малку ако претераме ќе почне паника да не фаќа. Кога бе овој ќе престане? Ви кажа 15 точки уште малку. Ама трпението не напушта. Езра чита од законот Мојсеев 6 часа. 6 часа чита и 18 часа до остатокот на денот се посипуваат со пепел во вречиште, плачат, се молат, се кајат. И таму се опишани солзи, радосници и покајници во исто време. Се каат од она што го слушаат, од друга страна мило име со години не го слушнале законот. Заборавиле на тие писма. И сега одеднаш Езра им чита како требало и тие гледа, ние што сме правеле, а како пишува. Па ние скроз сме забегале. А од друга страна плачат и од радост. Вау, повторно го читаме Словото Божие. Каква привилегија, каков благослов. И со часови ги собрал народот, гледате овде, соверен, колони народ. И Езра чита и проповеда. И левитите во групи поучуваат детали околу Словото. Словото е силата на обновата. Ние секогаш треба да се враќаме назад кон Светото Писмо, во кое што ги читаме смерниците на кај одиме, кај сме погрешиле, кај сме залутали и кај треба да се вратиме. Словото Божјо е темелот
на секоја обнова и на нашата обнова би требало да биде. Не можеме со Слово Божјо кое што фаќа прашина да одиме никаде. Тоа треба да се отвори, тоа треба да се чита, тоа треба да се дискутира, тоа треба да се слуша, тоа треба да се знае, тоа треба да се помни. Тоа е меч на Светиот Дух. Со кој меч ќе се бориш ако не знаеш 2 стиха да цитираш? Ако немаш појма кои се Езра и Неемија или не знам други кои ликови од Библијата, затоа што ги скокаш тие книги од Библијата. Мора да се вратиме на Словото, мора да го отвориме, мора да го читаме, мора да го љубиме. Мора да паднеме во занес, како Езра кога чита и овие сите плачат. Сите плачат. Езра проповеда, народот плаче. И потоа се кае. И тоа е силата на секоја духовна обнова. Враќање кон Светото Писмо. Назад кон изворот. Да се напиеме чиста вода. Да се исправиме кај сме залутале. Да се поправиме кај што треба да се поправиме. И тоа треба да ни биде секогаш важен императив. Одиме понатаму. Сите заедно се молеа и постеа, сватија дека без Бог нема напредок. Длабока загриженост и тага за лошата состојба. Ова е атмосфера на очај и Неемија. Неемија беше човек кој беше виноцрпец на царот Персиски. Видовте колкава империја е Персија. Тоа е огромна империја. Тоа е целата светска слава е сконцентрирана тука. И Неемија е главен виноцрпец. Тоа значи главен службеник на царот Персиски. Со најголема доверба. Царот мора да му верува дека овој кој ќе му сипе вино нема да му стави отров. И тоа е човек од најблиска доверба. И Неемија има позадача да го теши царот, да го сослуша царот, да го израдува царот. И доаѓа слуша дека во Ерусалим ситуацијата е катастрофа. Се е разрушено, ништо не е обновено. И го фаќа тага. Не може да се утеши. Знаете, опис на негова работа е да дојде пред царот и да се смее. Келнерот никој не го прашува ни с какви животни проблеми поминува. Тој не може да се мурти кој ќе ти нуди што сакаш да порачаш. Мора да се смешка. Мора да биде фин. И Неемија пред царот не може да биде намуртен, не може да биде тажен. И тој доаѓа, не може да сокрие тага во себе. И царот, а тоа е, писмото вели, во опасност да изгуби глава. Не само што ќе изгуби работа. Изгуби глава, ако пред царот се однесува непристојно. И царот го приметува дека е многу тажен и вели, што ти е на тебе? Зошто си тажен? Вели, не можам да се расположам кога знам дека мојот народ, мојата земја, мојот град Ерусалим, целиот е разрушен. И не можам да се утешам. И бара, ако може, царе, да ме пратиш, да одам, да помогнам, да се изгради градот. И царот му дава дозвола, и тоа е благослов Божи. Но срцето на Неемија го гледаме, Езра исто така. Целиот тај бара дозвола. И Езра, каква е и таа драма е многу интересна. Езра бара дозвола од царот, може ли да се вратам дома за да го обновиме градот. Гледа луѓе, нема доволно. Не се враќаат сите. На некого му е арно во Вавилон, во суза. Аје, батали, кај ќе се враќам таму? Се разрушено за никаде. Овде ми е арно. Овде е супер. И Езра не знае како да ги измотивира. Свештениците, никој не е заинтересиран за таква служба. И кога тргнува на пат на кај дома си, вели, сега сме собрани, кога ќе дојдат околните народи, сите ќе ни испотепаат. Да побарам помош од царот, ако може. Вели, ама срамота е, од една страна му викам, нашиот Бог ќе го изгради храмот и Ерусалим, а од друга страна сега да му кажам, прати ми војска да ме штити. Езра вели, не. Ќе клекнеме на колена, ќе постиме, ќе се молиме, Господ ќе не заштити. И тоа го прават. Целиот народ се моли и пости
и тргнува со вера кон Ерусалим, без никаква царска заштита. И Господ ги штитеше на патот и стигнаа кај што требаше да стигнат. Но тоа беше општа атмосфера која ги читаме на молитва, на пост, на кајање, на солзи, на разочараност. И навистина тоа се срцата што Господ ги љуби. Да види во нас незадоволство заради дадената состојба. Колку често ние мислиме на црквата. Прашајте си се себе, колку јас често размислувам на состојбата на црквата, на локалната црква и на универзалната црква. На оваа црква и на целата црква. И колку проблемите на црквата се мои лични проблеми. Колку време во молитва проведувам за такви проблеми и колку размислувам и колку се натажувам и колку сакам нештата да бидат поправени. И колку постам и се молам за такво нешто. Овие луѓе беа многу загрижени. За состојбата на градот, за состојбата на храмот, за состојбата на царството. Тоа им беше приоритет. Неемија секундарно му беше што е главен виноцрпец на персискиот цар. Ова му е главната болка. И ова му е главниот фокус. И затоа беше на колена, во молитва, во плач. Понатаму, покаяние и спремност за промена. Исто општата атмосфера беше слушаат, сега знаат ни што поминале, 70 години робство во Вавилон, и сега читаат во Мојсеевиот закон и викаат, ле, како пишува овде, а ние што правиме, и ова што ни се деси е заслужена казна, и сега да се покаеме, да се обсипеме со пепел и прав и вречишта во пост, во молитва, да се поправаме пред Бога зашто ни нема спас. Тешко нас. И секоја вистинска духовна обнова подразбира покаяние. Напуштање на телесноста, на телесните страсти, на угодноста и фокусирање кон Божите цели како приоритет. Тоа е суштината на покајанието. Кога ќе можам да му кажам, Боже, ти си поважен од мене и од се што е мое. Јас сваќам колку е важно Твоето царство, колку се важни Твоите цели и сакам да се вложам, да дам придонес во сето тоа. Таква беше атмосферата во таа обнова. Понатаму, има и една друга поука од еврејскиот народ. Во секакви околности бараат начин да се пробијат на водечки позиции во големите империи и да бидат влијателни за добро на својот народ и Божјото дело. Ова е карактеристика на тој народ. Кога имаат свое царство, тогаш се фокусираат да го изградат царството, да ја подигнат славата на сопствениот народ, да го изградат Ерусалим, да го изградат храмот и да го прослават Бога. Кога ќе дојдат околности на неволја, големи империи како Вавилон, како Персија, како и понатаму и Македонското царство и Римското царство и целата историја, време на неволја, на раселеност по империите, тогаш ни останува во големите царства да се пробиеме до водечките позиции, за да работите, ние ги одлучуваме, не други за нас. Тоа е логика. Затоа ги гледате, Јосиф е десна рака на фараонот. Фараонот е само символично управител на Египет. Вистинскиот управител е Јосиф во Стариот Завет. Тоа е исто како фараонот е англиска кралица или сега крал, кој се појавува протоколарно, ама премиерот ги врши сите работи. На исти начин Јосиф беше во тоа најголемо царство во тоа време, во Египетското царство. Тој беше премиер, фараонот беше само протоколарно, му даваше дури печат
еве ти, што правиш, прави. И тогаш од него зависеше како ќе бидат работите. Слична голема позиција има Мојсей и во Вавилонското царство. Гледаме, например, Седрах, Мисах, Авденаго, Даниел. Даниел е најдобар пример. Даниел е, така речи, главен советник, може да се каже премиер на две големи империи, на 4 императора. На Вавилон, на Навуходоносор и Валтазар, и потоа на Персија и на Кир и на Дари. И тој, гледаме во неговата книга, има визија за геополитичките слики, кое царство кога ќе биде најсилно и какви ќе бидат околностите и што ќе се случува. Ја креира визијата на големата империја. И знае, предвидува што ќе се случува. На тој начин гледаме исто така Естира станува царица на Персија, Мардохеј е главен управител на Персиското царство. Сето тоа се показатели дека тие луѓе влегуваат таму кај што треба за да придонесат за своето царство. И тоа е менталитет кој црквата мора да го прими. Да си свесен дека си жител на две царства, дека му припаѓаш на Божјото царство и на земното царство. И да се пробиеш во земното царство за целите на небесното царство. Тој дуализам во нашиот живот мора да го сватиме, дека ние припаѓаме таму каде што сме, во општество во кое што сме се нашле, и нашиот предизвик е да бидеме, да се пробиеме за да имаме некаков збор, некакво влијание, било кој каде. Во компјутери, или во политика, или во спорт, или во уметност, или во наука. Тоа е менталитетот на еврејскиот народ. Ќе се пробиеме, ќе бидеме најдобри. За да работите зависат од нас, а не од нив. Затоа што ако зависи од нив, тешко нас. Тоа е логика. И тоа е една важна карактеристика која и црквата мора да ја разбере. Дека сме повикани да се пробиеме во општеството со цел Царството Божјо да го градиме. Е сега тука исто е важно кога ќе бидеш горе да не заборавиш на Царството Божјо. Неемија беше главен виноцрпец на императорот, но не заборави на Јудеја и на Јерусалим и на храмот. Многу христијани ќе почне, ќе се воздигне, ќе биде, не знам, голем бизнисмен, голем политичар и после црквата не му е ни важна веќе. Го нема на служба, нема време. Заборавил на тоа. Дека тоа е приоритетот, царството кое што треба да биде приоритет. И сите мои воздигања да ги сватам во тој контекст. Како Естира кога стана царица и се спрема геноцид над јудејскиот народ. Аман сака да ги убие сите евреи, а таа има позиција да ја смени одлуката кај царот. Ќе ја употреби или ќе си го чува собственото безбедност и живот. Мардохеј вели: внимавај, можеби Господ те ставил на оваа позиција токму за овој момент. Сеја треба да се покажеш јунак. Дадена ти е можност да влијаеш, внимавај дали ќе употребиш таа можност. И тоа е многу важно да се разбере. Многу е важно како христијани да се бориме, да се избориме и никогаш да не го заборавиме фокусот на Царството Божјо. Кој е приоритет и најважен фокус за нас. Така се гради обновата, така се гради духовното Божјо царство. Понатаму, чувство на чест и слава за својот народ. Ви спомнав Езра како вели: сега како ќе му кажам на царот да ми прати војска, а се фалам Господ се ќе направи и ќе ме штити. И заради честа не повара помош. Ќе се молам, ќе клекнам на колена и ќе одиме храбро. Навистина и тоа е важна карактеристика, да се процени вредноста на Царството Божјо, достоинството на Царството Божјо и да се чува славата на Царството. И тоа е многу важна духовна карактеристика, да ја сватиме славата на Царството
и да се бориме за нејзината чест. Фокусирано и храбро и достоинствено. Ти си амбасадор Христов, според зборовите на Новиот Завет. Амбасадор значи ти си представник на тоа царство во ова царство овде. Ти го представуваш. Како го представуваш тоа царство? Како славно царство или како лузерско царство? Од тебе зависи како ќе го представиш царството и колку ти е стало да тоа биде царство на чест и слава. И понатаму обновата беше попречувана и од надворешни непријатели, но и од внатрешни профитери и предавници. И ова е исто важно да го сватиме. Имаше надворешни непријатели, самаријани, амонци, моавци, арабјани, сакаа да го попречат изградбата на Ерусалим и на Јудеја и на храмот, но имаше и внатрешни луѓе. Имаше внатрешни профитери. Вавилон, Неемија е во многу интересна состојба. Виноцрпец и царот Артаксеркс му вели: оди во Јудеја, обнови Јудеја, обнови во Ерусалим. И знаете што друго? Му вели, ако нешто зафали, царската трезор ќе реши. Значи имаш бланко чек од најголемата империја. Пари нема да нема. Значи тоа не е проблем. И Неемија ги користеше средствата да откупува и робови. Имаше јудејци кои закасале финансиски и станале робови. И тој отплаќаше долг на нивните робовладетели и откупуваше робовите. Но имаше јудејци кои имаа робови јудејци. И Неемија им вели: како ве сега ќе го обновуваме народот, а вие сакате уште браќата да ги држите во робство. Јас ги откупувам, вие уште си ги држите во робство. И овие народот почна да се буни: па нашите деца нели се деца како нивните деца? И ги повика Неемија: не може тоа така. Сите мора да ги отпуштиме робовите и да понесеме лична жртва и пример ако сакаме обнова. Мора да се покажеме на дело. Профитерите не им беше драго, ама го послушаа Неемија. И постојано гледаме некој ќе се најде како ги подкопува работите. Информира во Персија што се случува, до кај е градбата, кодоши се јавуваат, да го подкопаат делото. Потоа имаше еден, како се беше, не е ни битно сега. Во секој случај беше најзначајниот непријател на обновата. И Неемија ги запишува и нив по име. Се знае кој што направил добро, ама се знае и кој бил кодошот. Да се знае. И едното и другото е запишано. Педантно. И овој ги информираше во Персија што се гради. И Неемија имаше потреба да се врати во Персија привремено. Само што се враќа во Персија, првосвештеникот му дава просторија на овој предавникот да се всели во храмот, во трезорските простории, предавникот да се настани. Пак јудејците почнаа да си зимаат паганки жени, пак во сабота почнаа да тргуваат, да продаваат, да купуваат, се постара. Знаете колку е очајно така да мрднеш малку да почне обновата и да мораш, не знам, на службено патување да одиш до Суза, до центарот на Персија, се враќаш, пак се хаос. Се вратено по стар. И Неемија сам ги фрла сите ствари на овој вселениот во храмот, ги враќа посадките, враќа секако што треба, го брка, модерно кажано, од канцеларија, синот на првосвештеникот што земал жена паганка. Вели: како бе ти ќе ја водиш обновата, а ти си прв што не си пример за народот. Беја тука. И имаше дури и лажни пророци кои му кажуваа лажни информации за да го наместат. Значи,
и внатрешната опозиција е многу сериозна работа како пречка на секоја духовна обнова. Тоа е исто многу важно да го сватиме. Никогаш немојте да бидете во опозиција, вие да бидете внатрешна опозиција што руши. Тоа е многу важен принцип на царството. Да бидеме градители, да бидеме помош, да бидеме рака на поддршка, а не рушители. Тоа е клучна карактеристика. Значи, негативни се тие карактеристики на кодошлук, на презир, на оговарање, на рушење. И од тоа треба сериозно да се чуваме. И како народ да сватиме дека за да имаме духовна обнова, ние мора да градиме менталитет на заедничка цел. Тоа е многу важно. Да поставиме заедничка цел, како овие што си поставија. Ќе го градиме Ерусалим, ќе го градиме храмот, ќе обновиме службата и секој ќе даде придонес таму кај што може, колку што може, со сета сила. Да бидеш градител, а да не бидеш рушител. Да бидеш лојален, а да не бидеш проблем. Колку е важно тоа да се свати. Колку е значајно. И тоа, како, ако сме реални, како народ имаме проблем со такви работи. Нели, ја знаеме изјавата Гоце Делчев, вели, не сум видел народ со толку многу предавници. Шо народ ќе решава? Меѓу другото, сите политички слабости и сите играња на народи околу нас, вклучително и албанците, е заради неслогата, заради подкопувањето едни други. Нема слога, нема разбирање. Кога бевме во Сеул, во Јужна Кореја, во една црква 90.000 луѓе. И кога ќе видиш народ, како војска, секој знае што прави, кај тера, како една војска од 90.000 луѓе. И размислувам, ако во Македонија се направи црква од 90.000 луѓе, на колку парчиња ќе се подели? Една црква од 90.000 луѓе, на колку парчиња ќе се подели? И можно ли? И тоа се важни предизвици за ментална вежба. Кај сум? Со какви ставови сум? Што градам? Што рушам? Што придонесувам? Што разрушувам? Каква е мојата улога во сето тоа? Важни карактеристики за сваќање. И конечно, уште последната точка, добри сте. Некои почна да злегува таму. Не, оправдано, знам. Затоа уште зборувам. Неемија како модел за духовен водач. Неемија е наистина за мене фасцинантен лик. Тој не е свештеник. Значи тој е, така речи, цивилно лице. Политички водач, може да се каже, повеќе отколку свештеник е Езра. Неемија е водач на обновата на градбата. Но со голем интегритет и морал. Фасцинантно е кога ги читаме работите што тој човек ги прави. Во самото рековме дека Персија му дава бланко чек. И тој вели, никогаш не јадев управителски леп. Ни една нива не купив за себе. Тоа се негови зборови. Читајте ја книгата Неемија. Вели, како можам јас да јадам управителски леп кога народот нема што да јаде? Не си купив нива за себе. Замислите си некој македонски политичар да има бланко чек од Европската Унија. Пари не се проблем. Обновете ја земјата, направете ја како што треба. Правен систем, образование, здравство, милиарда. Правете како што треба. Кој од нив ќе каже управителски леп не јадев, не седев во кафани, во раскош, не купував за себе. Напротив, Неемија вели, откупував робови,
ги откупував јудејците што беа робови за да станат слободни. Јадев заедно со народот, што јадеа сите тоа јадев и јас, и немав лична добивка од оваа иницијатива. Тоа е интегритет на духовен водач, на политички водач. Такви луѓе му требаат на секој народ, такви луѓе требаат на црквата. Исто така човек на молитва и страв Божи. Постојано тоа се почитува во текстот. Колку време посветува на молитва, ориентираност на Бога и полн со страв Божи да му угоди на Бога. Рековме не алчен за пари и власт, не корумпиран и не подкуплив. Конечно храбар, решителен, не наивен. Храбар, знаете, имаше еден пророк, му вели на Неемија за да го обесхрабри, вели еве ги ќе дојдат да те убијат, затоа бегај во храмот, влези во светињата над светињата и таму сокри се, таму нема да те бараат. И Неемија вели, Неемија ги знае писмата. А според писмата пишува дека во светињата над светењите само првосвештеникот има право да влезе. Тој не е првосвештеник. И си вели во себе, чекај, кој сум јас да влезам во светињата над светињите? Знаете, премиерите, председателите кои ќе имаат политичка моќ се занесуваат. Тој станува месијата, големиот председател, со патриархот, со папата, со архиепископот, влегува на најсвето место, големата фаца. Неемија вели, кој сум јас да влезам во светињата над светињите? И се сомнева дека нешто не е во ред со пророштвото. И не влегува, затоа што знае дека може да биде напаѓан потоа заради тоа дело. И му вели на овој пророкот, зар ти личам јас на човек што ќе бега? Кога ги читаш тие зборови, гледаш каква посветеност е тоа. Зар ти личам јас на човек што ќе бега? Не се уплаши од тие предупредувања и не направи престап од страв. Напротив, не наивно препозна дека пророкот е лажен кодош кој сака да го намести. И тука имате многу карактеристики на еден асален водач, кој што е храбар, кој што е решителен и не е наивен. Не е наивен, многу важна работа. Има водачи кои што двајца во име на пророштво ќе му пуштат вода. Ти си многу јак. Ти си многу голем проповедник. Од тебе зависи целата ситуација. И тој ќе полета. Ни да провери кој зборува, со каква намера зборува, што е во позадината. Неемија не беше наивен за да се наседне на ваква понуда. И тоа е исто така многу важно. И многу ревен. Ревен, до толку ревен, што кога отиде на патување во Суса, во главниот град на Персија, се враќа назад во Ерусалим, се е хаос, сите се вратиле на стари навики и го гледате Неемија, знаете што им прави? Ги шамара и ги скуве за брада и за коса. Нормални ли сте, луѓе? Нормални ли сте што правите? Па зошто ја правиме ова? Од 2 чекавте да се вратите пак по старо. И тоа е исто важно. Ревност за делото Божјо, ревност да се разбуди светот, слушателството. И нели ние како проповедници не можеме да шамараме и да влечеме за коса, ама со проповед вака. Освести се човече. Од тебе зависи, од нас зависи, ќе ја подигнеме ли оваа земја, ќе ја подигнеме ли црквата да застане горе, да се обнови храмот во таа духовна смисла, да засие Ерусалим пак. Пак да се врати храмот во едно од светските чуда. Колку е тоа наш фокус и наша определба. Од сите нас зависи, сите сме различни. Некој може да е писмознанец како Езра, некој може да е добар
управител на градбата како Неемија, некој може да е пророк како Аге или Захарија. Сите имаме различни дарови и таленти, но важно е кај ни е срцето, кај ни е фокусот и со што можеме најдобро да придонесеме за Царството Божие. Ако се здружиме со јасен фокус, голема сила има. Таму кај што народот Божи ќе се здружи. Таму Христос е присутен, а кај што е Христос присутен, таму е присутно Царството, а кај што е присутно Божјото Царство, таму никој не може да му се спротистави. Како што беше визијата на Даниел. Имаш царство Вавилон, па ќе има друго царство Персија, па ќе има друго царство македонското, па римското и на крај ќе дојде камено дозгора и ќе го сруши идолот. Царството Божјо, Христовото царство ќе завладее над сите царства. Затоа што е вечно царството, затоа таму треба да ни биде фокусот, таму треба да ни биде насочена главната енергија и да помогнеме сите заедно да оваа земја се обнови. И да од овде, од Скопје, низ цела Македонија, до крајот на светот. Тоа е ориентацијата што Христос ни ја дава. Од Ерусалим, Јудеја, Самарија, до крајот на светот. Во ваш контекст од Скопје, низ цела Македонија, до крајот на светот, нека тргне обновата, нека се почувствува таа духовна сила. Господа ни дава помош да го доврши делото. Да се молиш ти или ајде ти се молиш. Фала ти многу, Саше, за касната порека. Јас барем бев охрабрен, мора да признам. Ќе се молам за крај. Конаш небесен ти благодариме за тоа што Господе, секогаш кога ја повикуваш црквата, ти не повикуваш да бидеме како демократско мнозинство за да направиме промена, туку во малкото, во светиот остаток. Имаш потенцијал скриено за преобразба на целиот свет. Господе, те молам нека Твојот свет дух со моќта која ти имаш, во моќта на воскресението, да ти не оснажиш да можеме да бидеме вистинската промена за Скопје, Македонија и понатака. Благословен е Боже мој со Твоето присуство. Амен.